Туристичкиот потенцијал на Тетово без добра стратегија и понуда останува неискористен. Градот ја има петвековната шарена џамија, Теќето, беговите конаци, два музеи, лековитата вода на Бањиче, најмалиот етно музеј во светот, Лешочкиот манастир. И контрастите го прават особено интересно мултиетничко Тетово. На една улица може да се забележи традиционална архитектура, но и ултрамодерни објекти. Во музеот на Тетовскиот крај велат дека странските државјани се особено заинтересирани да слушнат нешто повеќе за нашата историја. Тетово е на пат раскрсница помеѓу Охрид и Скопје. И во туристичките агенции секогаш имаат организиран превоз за Охрид, и на аеродромот што слетуваат во Скопје обично доаѓаат нивни групи и ги посетуваат музеите, претежно нив ги интересира минатото. Сакаат да го посетат Арабати Баба Тече, сакаат да ја посетат шарената џамија, сакаат да го посетат галеријата на икони во црквата Свети Кирил, така да ние имаме навистина што да им представиме. Знаете дека Арабати Баба Тече е споменик на култура, единствен на Балканот, кој што во целост ги задоволува критериумите за еден и живот, мислим, религиозен, но и за презентација. Тука, например, се наоѓаат најстарите фрески од 18-тиот век, каде што е представен, например, златната џамија во Кербала во Ирак, каде што е убиен пророкот Али и каде што се може да се види дека уште од тој период може да се следи еден континуитет на нашата, мислим, култура на овие простори, исто во шарената џамија, која е изработена од познати уметници од Италија, од Равена. Николо е познат Никола Пиктор, кој што работел буквално на оние прекрасни фрески, кои што исто можеме ние да ги видиме. Така и галеријата на икони во црквата Свети Кирил, каде што имаме над 200 икони, каде што имаме ретки книги, например го имаме најстарото Евангелие на, да речем, на албански јазик на Балканот, од Јован Елбасански, као интересен монумент, потоа имаме прекрасна, да речем, во златни корици, една прекрасна, да речем, монографија од Псачкиот манастир, кој е директна донација на царот Николај во 18-тиот век. Градот не печали ниту од планините. Природните убавини на шарпланинскиот масив остануваат невидени и недопрени од туристите. Огромниот потенцијал собран во шара е неискористен. Во планинарските клубови сметаат дека за негова промоција треба државата малку повеќе да се заангажира, но и што поскоро Шарпланина да биде прогласена за национален парк.